Грците се исплашија дека Заев ќе почне да глуми патриот. Симултано повеќе атински медиуми ја анализираат радикалната промена на реториката на владата на СДСМ. Според Товима, пораката што Грција испраќа до Зоран Заев е јасна. Усвојувањето на националистичката реторика нема да му помогне да се соберат гласачи. Весникот соопштува и дека лично шефот на дипломатијата Ден Диас работел на помош на актуелната влада во Скопје. Пренесуваат и дека веќе се на жешка линија со македонската влада. Дека грците со право го превенираат напливот на патриотизам кај Заев докаже и неговиот нов вокабулар. Тој во предизборната кампања и на митинзи на 6 месеци пред изборите се почесто докажува колку голем патриотизам се криел во него. Да дојде, да се прошета во Струмица, па да го види предавникот Заев, кој што го продал цар Самуил. Овде е споменикот на цар Самуил, во градскиот парк. Да го види предавникот Заев, кој што се откажал од бежанците, од егејците. И додека во Заев се раѓа патриотизмот, фактот дека Грција директно ќе се вклучи во македонската кампања го потврдува и анализата на влијателниот Катимерини. Весникот најавува вмешување и помош за Заев од Атина. Планираат иницијатива која треба да му помогне да остане на власт. Иницијативата може да послужи како спас на престојните парламентарни избори, на кој подзакана од тежок пораз, доколку Европа не стори ништо за да му помогне во последниот момент. Главниот страв на грците е дека новата влада без Заев и СДСМ во неа може да застрани од Преспанскиот договор. Небадијала пред 2 недели потписникот Никос Кодзијас призна дека подобар договор за Грција не можело да се постигне ни на сон. Останували неговиот контрапотписник Димитров да признае дека за Македонија не можело да се потпише полош договор.